Здраво на сите и еве не со уште една епизода на подкастот Марија во Америка, но овој пат Марија е во Скопје. Снимаме во Скопје една убава и извонредна женска животна приказна, која што со 3 генерации е водена назад во Америка и враќана назад во Македонија. За кого станува збор и кои се деталите што стојат позади оваа приказна ќе ги видите во овој подкаст Марија во Америка. Знаете дека платформите се овде, YouTube, Instagram, Facebook, like, subscribe, share ке значи многу. Започнуваме веднаш по најавната шпица. Приказна која што е водена во Америка па враќана назад во Македонија. Така некако изгледа животот на Ина Најдановиќ Марковиќ, девојка која што живеела, работела и успевала во Америка, но животот ја вратил назад во Македонија. Како неа, така нејзината баба и нејзината мајка. Но за деталите ќе ви раскаже таа самата. Ина, добре дојде во Марија во Америка. Здраво, Марија, мило ми е што сум тука. Драго ми е што денес ќе раскажеме твојата приказна и приказната на генерациите кои што стојат позади тебе. Америка се сврзува многу блиску со тебе и твојата судбина и твоите баба и мајка. И драго ми е што сакаш да раскажеш како сето тоа изгледало на времето и како изгледа денес преселување Америка и Македонија. Најпрво, Ина, кажи ми, овде си вратена во Македонија и овде живееш веќе колку години? Вратена сум активно од 2019 и тука сум од почеток на 2019. Така. Но почетоците со Америка се водат од далечната 1950 година, Да. кога твојата баба и дедо заминуваат овде од Скопје со брод за Америка. Да, баба ми и дедо ми се првата генерација со бродот што отишле прво во Брисел, заедно со мајка ми била мала, и од Брисел во Америка во Детройт. Таму се преселиле, таму си направиле живот, изградиле куќа. Вујко ми е роден таму и живее таму цел живот. И они останаа таму до 2000 година. Така. Ина, имаш ли слики видено од тогаш како можеби изгледале тие преселби со брод, како изгледало да се оди со брод од Македонија до Слики Америка? немам видено, имам слушната приказни од мајка ми. Таму јас во Детройт отидов кога бев 11 години, мајка ми ме однесе ги видам баба ми и дедо ми. И бев кај нив во куќата и беше тоа прекрасно. Значи тоа беше 1998-99, пред да дојдат они. И беше баш она што го гледаме America in the 90s. Исто беше. Знам дека бев запрепастена од колку е све големо. Тоа ми беше најголем импакт, све е големо. Од слики не имам слики од баба ми, дедо ми, меѓутоа не од како самото селење, тоа било многу стресно на времето. И вака можам да се замислам од приказните мајка ми што ми кажува, да си направам ментални слики. Твоите баба и дедо одат во Детройт, почнуваат со работа. Знаеш ли што работеле во тоа време? Да, дедо ми бил еден од главните во General Motors. Баба ми била seamstress, она што е за шивачка првично. Имала свој бизнис, а после тоа она го почнала првиот мувмент што е за ортодокс црква таму. И она е направила првата ортодокска црква, здруженијето, жените ги собрала, женската секција во самата црква. Да, женската секција, и тоа е еден мувмент што до ден денес е многу голем во Детройт. Но мора некој да започне, И така. да, она е таа што го започнала. А што работи овде во Македонија кога бе? Зошто, знаеш ли зошто заминале? Не, тој дел не го знам. Мислам дека и они биле многу млади кога се преселиле. Сигурно била ситуација тогаш у тој дел имало опција да се отиде, да може да се створи, да се направи, и они го земале тој чекор. Заминале? Да. И почнале да градат фамилија. Твојата мајка е родена овде во Македонија, но твојот вујко е роден таму во Детройт. И веќе фамилијата си ја градат. Да. Што се случува со мајка ти? Родена овде, но израсната таму, школувана. Таму, да. Она таму завршила у
University of Michigan, тоа е една многу добра школа. И од таму почнала да работи, меѓутоа на 26 години се решила дека сакала да дојде у Македонија да си ја посети фамилијата што е тука. Се вратила во Скопје, отишла ке пријателка у стан, седела ке пријателка, а татко ми живеел у станот под нив. И на ден татко ми дошол да земе шекер од комшивката, нели? Запознале со мајка ми, месец дена заедно и се вериле. Значи шекерот е виновен за една шекерна љубов што им следувала потоа. Па бога ми, они се сега скоро 50 години заедно. Така да Браво. апсолутно шекерна љубов. Браво. Како продолжува животот на мајка ти овде во Македонија од како се започнува со татко ти, се прават свадба, живеат Да, овде? Они живеат овде баш тука кај што снимаме, тука го почињаат својот живот. Мајка ми почиња да работи во USAID во Македонија, татко ми Македонија Табак. И тука мајка ми почиња све поактивно и поактивно со USAID да биде вложена, и точно на време кога и се отвори шанса на неа да работи во Америка за USAID, мене ми се отвори шанса да се преселам во Америка. Има и малце и позадинска приказна на тоа, после ќе влеземе во неа, меѓутоа така се поклопи да во 2004 точно кога завршив ја основно, се преселиме во Америка сите заедно. Значи, ти си родена овде, еве сега малку и за тебе, родена овде, израснат овде. Каде учеш и во Скопје? Во Кочурацин. Кочурацин? Да. Започна животот овде да го градиш, но на твои 14 години те селат за Америка. Да. Каде заминавте за Америка? Ние заминавме во Вашингтон DC. Првиот град блиску до Вашингтон DC, првиот град се вика Бетезда. И таму учев во Bethesda Chevy Chase High School. Тоа е на 15 минути од DC. И еден град што е премногу убав, малечок град и многу американизиран град. Ама многу, баш она типично што го гледаме во Америка. И баш заради таа причина, јас мислам дека многу влегов во таа култура, бев и cheerleader, и pom-poms, и све како што си треба во средно. И беше многу убаво. Зошто баш тој град? Зошто таму заминав? Bethesda Chevy Chase High School ја избравме. Bethesda го избравме заради средното. Средното е една од најдобрите средни школи у цела Америка. И го избравме тоа заради тоа што тука кога бев јас, на моите им беше многу тешко затоа што јас имам дислексија и се соочував со многу неспремност од страна на учителите. Значи тоа се манифестираше на начин на ја да имам проблеми со читање, со тестови, со консумирање информација. И беше кажано дека не сум добар ученик, дека не обрнав внимание. И тука мајка ми знаеше дека нешто има. И во Америка кога отидовме, само што отидов на првите часови, првата недела ми текнува кога отидовме у средно, самите учители не викна и ни кажа: слушате, детето има дислексија, има ADHD и треба да се учи на ваков начин. Така да отидовме таму чисто заради тоа што тоа школа е една од најдобрите школи и нуди многу голема поддршка за деца, да ги стимулира на правилен начин, за да може да тој интелектуален капацитет што го има да се развие, а не да се потисне. И на прав начин да се извади максимумот. И да се извади максимумот, да, апсолутно. Во твојот случај ти. Да. Ина, каков ти беше почетокот таму како средношколка? Овде завршуваш како основно ученик во основно училиште, таму одиш како средношколка. Каков ти беше системот на учење, на едукација? Како се соочи со учителките? Еве рече дека имало работи кои што не ги гледале тука учителките, а таму наставниците одма ги приметиле. Што се друго ти беше различно? Децата, учениците, пристапот кон тебе, тетратките, моливите, што е се поразлично во Америка и кога одиш како ученик овде од Македонија? Многу работи се различни. Пред све, освен
целото физичко што значи школото е чисто, убаво, средено, направено, тип-топ. Професорите се многу посветени. Активности има премногу за да може да ги стимулираш децата на било каков начин да може да израснат луѓето што треба да израснат. Многу ми се свигаше што начинот на предавање беше многу отворен за комуникација. Не беше тоа професорот предава само, ти слушаш и после ти дава тест и толку. Беше тоа еден вид на exchange of communication, значи заедно си правите муабет, низ муабет го учиш материјалот. И све беше многу фокусирано на работење во групи. Јас многу сакав работење во групи. Памтам во Кочураци немаше толку работење во групи. Меѓутоа овдека све беше да научиш како да работиш со други. Значи целокупната нивна идеологија е дека треба да се научиш како да бидеш не само функционален дел од општеството сам по себе, туку да можеш со други заедно у coherent што е, да работите заедно за да постигнете нешто. И тоа беше за мене многу убаво начин на живење усредно. Дефинитивно средното било убав почеток за тебе во Америка. Да, и многу беше искуството беше многу убаво. Тоа што го гледавме, тоа ја го искусив. Значи, тие sleepovers со децата, женските што бевме cheerleading, па играње на надпревари, па ги имаш тоа врските помеѓу фудбалерите, cheerleaders, па ова кажал, па она кажал. Многу беше, баш тоа што го гледаме, тоа таму ја го доживев и многу сум благодарна што го доживев, затоа што беше еден голем дел од како ја се развив понатаму. И тоа те водеше кон што? Тоа ме водеше кон љубов према учење и према мотивација да сакам да отидам на факултет. Така. Првично јас мислев дека не сум за факултет. Тоа Зошто? беше, затоа што нели овдека со дислексија кога си многу е тешко заради тоа што понекогаш се осеќаш дека си глуп, дека не разбираш како што треба. И понекогаш се осеќаш малце поназад од остатокот, зашто ти треба малце повеќе време да идеш напред. Многу луѓе мислат дека дислексија е само не читаш правилно или бројките, ама дислексија всушност целокупнов начин на како функционира мозокот, што малце го прави потешко за човек со дислексија да унапредува на исто ниво со некој што нема, например, дислексија. И те стопира, те кочи. Те стопира, те кочи. Јас мислев дека едноставно јас не ми било пишано да идам на факултет. Фала Богу на школата кај што бев, кај што научија како да тој дел од мене да биде стимулиран, да бидам смирена и да си дадам шанса да учам. И се запишав во еден од најдобрите приватни школи, мали приватни школи во Америка, Gaucho College. Тој бил порано на времето прво само све жени факултет, па после тоа направиле diversification жени мажи. И е liberal arts, тоа значи дека е многу фокусиран на креативниот дел од тебе. Не е значи насочен на нешто конкретно, туку на креативниот дел на тебе. И тоа многу ми се свигаше. Факултетот беше еден од најубавите моменти во мојот живот. Каде беше тоа? И тоа е тука, на 15 минути од DC. Добре. Све е у оваа средина. Да. И факултетот беше баш како ако сте го гледале Harry Potter, Hogwarts, школата што е, значи се такви згради, некои интересни, па има све зеленело околу тебе. Таков беше. Целиот кампус беше направен како еден вид на, не знам, многу беше магично. Ептен, зградите какви беа, многу беше убаво. Така. И тој факултет ми овозможи уште толку да се заљубам у креацијата на учење. И кога кажам креацијата на учење, тоа значи да најдеш креативни начини како да го научиш материјалот и да го конзумираш правилно за да ти остане у мозок, за да ти остане како дел од нешто што ти можеш понатаму да го искористиш како знаење, а не само го набубаш. Така да многу бев пресрекна таму. Што учеш ине? Што се запишеш? Јас учев social psychology, социјална психологија. И таму има major and minor. Не знам minor како се вика тука, никогаш не сум го нашла зборот. Имаш главна диплома и поддиплома. Така некако. Не знам како би го кажала тоа. Поддипломата ми беше шпански, затоа што јас обожавам шпански јазик и заљубена сум у шпанската култура. А таму исто така шпанскиот е како втори јазик и го дипломирав и тоа. И
посветив многу време додека бев таму да волонтирам и да работам со различни организации за што се со загрозени малцинства, дали се деца или се повозрастни или се луѓе кои што може не знаеа, а имаше група на луѓе кои што не знаеа англиски, ги учевме како да работат со компјутер, како да се спремат за job interviews, за така натаму. И на факултетот те води кон што? Каде оди и на после завршувањето на факултет? После факултет почнав да работам у продажба. Многу интересно беше што почнав да работам за телекомуникацијска компанија Verizon, сигурно знаете. И од толку учење и свето почнав да работам на door-to-door sales. Тоа е кога тропаш на врата и продаваш нешто. И намерно ја земав таа работа затоа што сакав да се научам да искочам од својата комфорт зона. А и некој еднаш ми каже еден ментор што го имам. Ми каже, ако успееш да продадеш нешто во 9 сат навечер преку тропајки на врата на некого, тогаш си ја научила вештината на комуникација и вештината на конектирање со луѓе. Бидејќи работев таму, бев број 1 saleswoman у цела Америка. Браво. Најмногу продавав. Ема најмногу продавав што стварно genuinely сакав да им помогнам на луѓето. И тоа ме научи дека всушност социјалната психологија, продажбата, маркетингот, све тоа е всушност едно купче на знаење што треба да го имаш за да можеш успешен да бидеш. Добро, како изгледа тоа door to door, што вика од врата на врата да продаваш пакет за мобилен телефон, интернет? Да, ова беше интернет, телевизија беше ова. И одиш од врата на врата и продаваш. Имаш со тебе компјутерче едно малечко и одиш од врата на врата продаваш и треба да им побараш social security number за да можеш да ги уплатиш, нели, да ги внесеш во системата. Social тоа е како единствениот матичен број, да го дадеш, тоа си значи скроз експониран на некој да ти украде информации. Да. И треба стварно да се изгради некој ниво на доверба помеѓу човекот кој што продава и човекот кој што живее у куќата за да може тоа да се деси. Така да јас секогаш кажувам, секој човек ако успее да направи тоа ниво на конекција со некој, ќе успее со све у животот, затоа што тоа ти е цела психологија позади тој вид на интеракција помеѓу еден и друг. И одеше од врата на врата буквално, тропаше. Од колку сат сабајле до колку сат навечер работиш? Од 1 сат, 2 сат попладне до негде 9 сат вечер. И тропаш, звониш? И тропаш, значи чекаш да се вратат луѓето. Попладнето од работа, тропаш, звониш, се представуваш, која си, што продаваш и што добиваат они, како ќе им помогнеш. И у тој случај, ако направиш правилна конекција, тогаш они се сложуваат и треба да внесеш све во компјутерот, треба да ти дадат целосни лични податоци. Значи целиот процес, 90% од процесот беше успешна комуникација да имаш и конекција со луѓето. И на ти затвараа врати? Да. Да. Уште нешто што научив таму е law of average. Значи, што повеќе тропаш на врати, што повеќе врати тропаш, што побрзо ќе стигнеш до твоето да. И тоа буквално се рефлектира у животот мој денеска. Што повеќе се трудам да го разградам бизнисот мој, што по секој failure, секој пат е еден чекор поблиску до успехот. Така. Да. Ти затвараа врати. Те бркаа, предпоставувам? Не, јас сум девојче. Така. Тогаш бев младо, згодно девојче. Значи не атлетик, тогаш бев многу у добар шейп и свето, така да не беше она да те избркаат, меѓутоа секојаш имаше 90% беше не сме заинтересирани, 10% беше да дознаеме повеќе. Многу што беше интересно е многу се јача психологијата со тоа. Не секој може да го прави тоа затоа што лично ќе го сватиш и ќе мисли и е многу лесно да паднеш психички. Така да мислам дека тоа искуство, јас сум имала многу искуство во животот. После тоа више почнав канцелариски човек да бидам и почнав нагоре и стигнав до директор на маркетинг и све тоа. Меѓутоа тоа искуство е најгрубото искуство што ја прави кожата најцврста. Ништо не може да те собори после тоа. Не, менталитетот тоа е искуство на градење на менталитет, да буквално се бориш
Ина, од кога заврши со сета таа продажба и беше жена број 1 маркетинг низ цела Америка. Што значи, колку имаше продадено, кои беа резултатите кои ти доведоа до Жена врвот? број 1 у продажба, у еден месец имав продадено над $50,000. Тоа се над, и рачуне пакетите беа ситни пари се пакетите у тоа. Тоа се многу, огромни бројки на луѓе што стигнав до нив. Најмалиот пакет беше 10,99. Так, да. Се рачунај ти, а најголемиот беше 59 или така нешто. Рачунај ти са $50,000 да ги направиш од тие два пакета, големи бројки беа. Дури и како награда добив да идам у Маеми, таму ме ставија у најубавиот хотел, па добив телевизор, па така натаму, значи те наградуваат. Тоа е таков начин е во Америка. И се заработуваш или на тогаш од тоа што го правиш? Да, се заработуваш. Затоа што тоа е commission based и на учиш дека мораш, ако сакаш да го заработиш лепчето, мораш да гураш и да гураш и да гураш и да идеш и да не сваќаш ништо лично и да бидеш креативен и да размислуваш надвор од кутијата и како да стигнеш до луѓето и пред све да не се откажуваш. Потоа Ина, како те води животниот пат? Одиш во канцеларија да Да, работиш? од таму почнав да сваќам дека многу ми се свиѓа, иако за продажба ја сакав продажбата и бев добра у продажба, психологијата у мене што ме тераше да размислам на маркетингот. Значи, прво мора да е маркетингот пред да дојде продажбата. И почнав да размислам луѓето што реагираа на мене што кажуваат да, колку допирни точки со тој бренд има пред јас да тропнам на нивната врата. На тој начин почнав да размислам и кои се тие допирни точки и кој е тој вид на комуникација кое што се направило претходно за ја кога тропнав на вратата да кажат они аха, да, има смисла. И тоа ме воведе во маркетинг. И така почнав во маркетинг, почнав уште на времето кога LinkedIn почна да биде активен, тоа е 2011. Од тогаш ја почнав со LinkedIn. Па почнав да учам преку LinkedIn дигиталниот маркетинг, па што значи дигиталниот маркетинг, што значат вебинари, што значат семинари, што значат подкастови и све тоа, значи целото тоа знаење почнав тогаш да го учам. И го учев директно, значи у школа не го учев тоа, меѓутоа директно го учев у пракса, маркетингот. И после одредено време на работење, стигнав до директор на маркетинг, на софтверска компанија, беше многу убаво тоа, јас секогаш имам афинитет за технологија и секогаш сум се нашла себе си у компании што се софтверски компании. И од таму сватив дека мене ми фали теоретското знаење на маркетинг, дека мене ми фали подлогата на маркетинг. Значи практиката ја имав, меѓутоа подлогата ми фалеше. И тогаш се решив да идам за магистратура на маркетинг. Каде замина? Во Барселона. Значи Твојата Шпанија. Мојата Шпанија, да. Имаше многу програми, меѓутоа имаше една програма во Барселона која што ми го зема срцето заради тоа што беше прекрасна програма. Школата се вика EAE Business School, го имаат у Барселона и Мадрид. Е една од најдобрите школи у Шпанија и таму ме воведе патот. И во Барселона живеев 3 години, 2,5-3 години. Завршив магистратура, работев со компании таму, технолошка компанија пак, у IoT секторот овој пат. И таму почнав да се качам, climb the ladder, што викаат. И мислев дека ќе останам, меѓутоа, ета ми било пишано, се вратам тука. И на твојата животна приказна е навистина уникатна. Нели секој има свој живот некако, но твојата е навистина поврзана со Америка, Барселона, Македонија, луѓе, професии, се надградуваш, учиш, нонстоп вложуваш во себе и животот те носи до Барселона, каде што се надградуваш, учиш, работиш. И како ти се виде Барселона после животот во Америка? Барселона ми се виде како идеалното место за живење, затоа што ми беше комбинација помеѓу брзото темпо во Америка до одреден степен и спорото темпо на Европа, спорото темпо од аспект на да седиш и да уживаш малце. И да не биде све само работа, туку да биде комбинација од двете. И Барселона ми се виде како најидеалното место за живење и затоа стварно мислев дека пишано ми било да бидам во Барселона. Луѓето се прекрасни,
Меѓутоа, како што, сега ако се вратам назад, како што ќе размислувам на Барселона, Барселона е прекрасно место за луѓе што сакаат да се наградат, да имаат она интернационално искуство. Така. А меѓутоа, дали би можела да имам фамилија у Барселона? Не. Дури сите другарки што ми останаа у Барселона, што се зема имаат деца, искочија надвор од Барселона. Зошто? Затоа што Барселона е многу, прво е преполната со луѓе од целиот свет, студенти и свето, и не е kid friendly. Толку колку што се, да кажеме, suburbs. Така. Од страна на Барселона, да. И од кога ја живееше Барселона и виде што и како, какви се шпањолците во споредба со американците? За американците знаеме дека се во ред со мигранти, не се до толку ги прифаќаат луѓето на еден или друг начин, но што е со шпањолците? Зависи за кое време збориш. Зависи за кое време збориш, чекај. Твоето време. Ако збориме за моето време, да. За време јас кога бев таму беше се сваќаше дека луѓе доаѓаат во Америка за да го изградат животот. У Барселона, додека бев таму, исто така се сваќаше дека луѓе доаѓаат да го изградат животот. Не знам што се деси у последниве неколку години дека не сум таму, меѓутоа јас додека живеев у двете места беше баш она да го искусиш, го викаат melting pot, значи едно гезво кое што се меша све. И тоа беше многу убаво. Искачеш на тераса и у Америка и у Барселона, искачеш на тераса и гледаш луѓе од цел свет и само може да си замислиш кој ми е животната приказна на секој човек. Трчаат, бараат, кариера, успех. Секој си се труди да си направи најбавото што може да си го направи во животот. Така. После Барселона одиш Македонија? После Барселона идам Македонија и тука дојдов малце да видам што ќе ми биде следниот чекор. Моите беа тука, а ја дека бев во Барселона, да се видам со моите, малце да се стабилизирам и го запознав маж ми. Она трета генерација која што се враќа од Америка си ти. Како го запозна твојот сопруг? На Facebook. На Facebook ние немаме допирна точка заедно, ниту сме имале, ја кога растав тука, воопште не сме имале заеднички пријатели, кога се вратив немавме заеднички пријатели. На Facebook ме додаде, се запознавме, отидовме на најбавиот дет што може да се отиде и кога ти ја пише да бидеш со некој, се случува. Да. Ова се случува 2019 година. Да. И потоа светот се затвори, следуваше ковид. После ковидот, да. И за да останете вие двајца овде, немате амбиции да се враќате Америка, размислувате за фамилиарен живот овде, така? Да, ковидот кога почна, едно нешто што се двајцата свативме е дека и моите и неговите се постара генерација и не би сакале да сме негде толку далеко каде што не да Боже нешто се деси, да не можеме да стигнеме до нив. Тоа беше едно нешто што свативме. Друго нешто што свативме е дека можеш од тука да работиш за цел свет. И мислам дека многу луѓе го сватија тоа. Дека со начинот на дигиталните алатки и работење онлайн, цел свет е отворен. И дека не мораш да направиш тој sacrifice да идеш далеко негде, за да успееш, дека од тука можеш тоа да го направиш. Тоа исто така беше, мислам, дека реализација на многу луѓе за време на ковидот. И трето нешто што се деси е јас забременив. Така. Да. И мораше едноставно да се продолжи со живот овде? Не е дека мораше. Јас сум човек што верам дека ништо не се мора. Се треба да се направи како си сакаш. Него животот во Македонија со фамилија е многу поразличен него животот што ја сум го гледала фамилиарен во Барселона и во Америка. Јас сум човек кој што ако нешто се решам да направам, ќе вложам 110% во него. И кога со маж ми се решивме, ние се решивме дека е време за дете. Значи не беше тоа спонтано. Ние со многу свесен ум решивме дека сега сме позиција и сакаме двајцата да донесеме живот у овој свет. И кога тоа се решивме, ние се решивме дека на тој живот ќе му дадеме 110% од нашата посветеност.
тоа во Америка немаше да може да биде. Затоа што ти да мојата мала иде у приватна градинка, има многу посветеност од многу луѓе околу, баби, дедовци, у школа ќе иде у QSI, кај што ќе биде уште толку дадено посветеност. Таков вид на посветеност во Америка за да можеш да го дадеш, значи дека ти мора да жртвуваш ненормални сати у работа. И да не можеш ти да бидеш со тоа дете. А вдека можеш да го направиш и двете. И да ги имаш таа посветеност на работа и да го имаш посветеноста на детето. Така да беше одлука која што ја земавме заради тоа што тука е кај што ние гледаме дека можеме да се посветиме и на другото во исто ниво без да направиме жртва во нешто. Ти сакаш да кажеш дека детето оди во градинка, но да речеме и во Америка би одело во градинка. Да. Но мислиш дека таа љубов што има после школа и после работа не би била иста ако сте во Америка? Не, мислам дека чисто заради тоа што приватни градинки и приватни школи во Америка коштаат ненормално многу. Така. И ова го знаме од моите пријатели исто така. Во Америка моментално е премногу тешко да може се вика make ends meet, да можеш да го преживееш месецот. И луѓето по 2-3 работа за да може да се дозволат детето да биде обкружено со тоа што го заслужува. Ти да работиш по 2-3 работи на ден, тоа значи дека ти имаш детето колку сати на денот заедно. Така да мораш жртва да направиш. Или детето ќе ти иде у паблик, каде што не е гарантирано дека ќе биде најдоброто посветеност, или ти ќе мора да направиш жртва да работиш ненормално, за да може детето ти го да има искуство таа посветеност што приватни школи, приватни градинки ја нудат. И тоа е факт. Мислам, значи според тебе подобро е за малите деца овде во Македонија? Да. Него во Америка. Да, јас кога бев дете, на пример, немаше толку овдека единствено школа што го имаше беше Нова. Меѓутоа Нова беше само средно. Приватни градинки ти работи ги немаше тука. Таа посветеност што збориме, значи збориме за посветеност на децата. И немаше многу опции, значи јас ќе останав тука да имаше опции повеќе. Така. Сега ги има. Сега имаш многу добри приватни школи, имаш многу добри професори, QSI е една од најдобрите школи кои што имат толку прекрасни професори во него. И професори, учители кои што се од цел свет дојдени. И детето тука ќе научи све што јас сум научила во Америка. Так. После детето кога ќе се порасне, нека се реши. Кај сака да биде? Кај сака да биде. Барем ќе има светот ќе биде отворен. Така. Ино ми напомена дека во 2025 сакавте да се враќате пак Америка. Да. Зошто? 2025 2023 мене ми дојде идеја дека 2025 детето више Изабела ќе биде негде 5 години и ќе биде таман време, значи preschool ќе заврши, таму да може да почне и ќе биде одлично тогаш да се преселиме во Америка. И така, тоа не беше смислено дека така ќе биде. 2024 мене ми дојде идејата за Дина. И како што почнав да ја градам Дина, све појасно и појасно ми стана дека тоа треба да биде направено од тука, не од таму. И тоа беше една од главните причини зашто се решивме да останеме тука, се додека не дојде времето да отидеме таму. Зошто од тука не од Америка? Што е тригерот? Што е оно што врзува за Македонија да го правиш од тука, не од Македонија? Не од Америка. Неколку причини. Некои од нив се реални причини, значи поевтино од тука да се гради бизнисот, аутсорсинг, мислам има причина зашто милиони американски компании од тука земаат луѓе. Ама нема зборам за тие причини. Ке зборам за причините, јас сум човек кој што многу сакам да се борам for the underdog, значи се борам за луѓето кои што може не им е чуен гласот. Ја осеќам дека Македонија не е чуен гласот. Од кога се вратив тука, ја кога живеев таму, ностоп слушав колку тука се лоши работите, колку нема луѓе, нема деца, нема ова, нема све нема, негативно слушав. Кога се вратив тука, ја бев толку импресионирана со колку има амбициозни, млади луѓе што сакаат. Генерацијата скроз направила еден шифт на не само интелектуално, туку и духовно развивање. И имам некој повик кој што сакам да, не знам, некако осеќам у срце дека
сакам Македонија да почне да го добие свој глас на иновации, свој глас на дека има тука луѓе. Цело време дознавам колку многу талент има тука. Има жена што запознав што работи на некој еквипмент за НАСА од тука. Значи, не ми е јасно зашто овие приказни не се слушаат. Ненормално има капацитет тука и треба тој капацитет да биде негуван и да биде избуткан и да се знае дека тука не е само за ти да вработуваш луѓе за поевтино, него тука всушност луѓето се ненормално паметни и можат многу да постигнат, а не мораш да идеш надвор за да постигнеш. Баш и Марија во Америка, ете, ова лето сме дојдени во Македонија и ги снимаме сите оние инспиративни приказни на македонци кои што живееле во Америка одреден период, зборуваме од 20 години до неколку години, се школувале, работеле, граделе свој живот, напуштиле се и се вратиле назад во Македонија. Ги има многу такви, ќе ми треба неколку лета да ги снимаме сите оние приказни. Имам чувство дека после секоја една епизода ми се прејавуваат се повеќе и повеќе луѓе со убави приказни, со приказни кои што ги натерале да се враќаат назад во Македонија. Ти кога се врати 2019, ете се соочи со некоја друга реалност која што ти била поразлично презентирана во Америка, дека ете не бива тоа, нема ова, нема она. Каква реалност ти виде 2019 кога се врати од Америка во Македонија? Прво видов дека воопште Македонија не е на нивото на како е представена надвор на светот. Многу луѓе надвор од светот мислат дека сме многу назад у многу работи, и у технологија, и во едукација, и во све. Воопште тоа не е точно. Баш, како што кажав, многу пријатно изненадана бев од пред све бев пријатно изненадана од младите. Тоа ми беше прво нешто. После бев пријатно изненадана од колку компании отвориле тука канцеларии и вработуваат луѓе кои што се вратиле од надвор. Значи, самата опција да можеш да створуваш многу беше сосема друга слика ја видов него тоа што ми беше кажано дека бев таму. Ја дека бев таму многу ретко доаѓав тука. Еднаш имам дојдено од кога бев таму, само 2009 имам дојдено тука и толку. Така да цело време све што слушав воопште не беше тоа што ја лично го доживеав. Значи тоа се цели 15 на години? 15 години ја таму бев, еднаш само дојдов. И како замина? Како беше Македонија кога замина, каква беше кога се врати после 15 години и каква е денес во 2026? Твое видување? Кога заминав бев дете, не знаев многу од како функционираат работите. Немаше перцепција на нешто. Нема перцепција како функционираат работите од аспект на да се најде работа, да се извадат документи така натаму. Така да не можам да зборам за каква била тогаш. Можам да зборам за кога бев таму, средно факултет и кога зборев тука со пријатели, што ми кажуваат тешкоти кои што наидувале на упишување и така натаму и наоѓање работа. Кога се вратив јас, не го доживеав тоа. Точно не ме вработија одма да бидам, не знам, директор на нешто, почнав од најниско, меѓутоа тоа е животот, идеш и можеш да го изградиш, не можеш ти одма да отидеш у највисока позиција, треба си го заслужиш тоа, треба да го изодиш патот за да можеш да дојдеш до тоа. Така да ја немав против да си го изодам патот, да си дојдам до таму кај што требаше да дојдам. Денеска јас си кажам, мојата најдобра другарка е во Америка уште и сега ја наговарам да се врати. Фамилија има или? Нема, она има маж и две кучиња. Кучињата се како деца. И ја терам да се врати, она ми е како сестра. Ние у овој двор, у оваа куќа израснавме заедно. Каде живее во Америка? Во Америка живее во Нью Џерси. И од 8 години додека ја не се преселив, секој ден бевме заедно. Она кај мене спиеше, ја кај неа спиев. Значи тоа беше најубавото другарство. И сега кога сум тука ми фали многу, не ми е Македонија без неа. И сега ностоп ја терам да се врати. И она се кира затоа што не ја памти Македонија у времето кога не можела да се најде работа и било тешко и света. Викам не е воопште така беше. Значи ти доаѓаш од Америка, таму имаш работено, таму си имаш школувано сега, маш ти американец, тука многу лесно ќе си најдете работа. Тоа е се по професија?
Она е customer service, Добро. customer success, а он е hospitality management. Значи, со хотели, со ресурси, со тие работи. Самото искуство во Америка, нив тука ќе биде многу ценато, затоа што ти од тука можеш да работиш за американскиот пазар и ќе бидеш ценет заради тоа што знаеш како американците работат. Го имаш тој бизнес искуство. Така да, дај Боже ќе наговорам. И докај си со обедувањето? Ја наговорив да дојде во октомври, Добро. да види како се работите тука, пред да каже не. Веќе е чекор. Да, тоа е чекор. Така да сега чекам да дојде и да ја убедам, ќе ги наговорам сите околу мене да се фрлиме одеднаш. Така. И на каде си ти денес во Македонија? Што правиш? Денеска јас сум на едно прекрасно место, можам да кажам. Самата Македонија и самиот начин на живење мене ми овозможило да можам да се фокусирам и на персонален развој, духовен развој, фамилијарен развој и кариерен развој. И фала на универзумот што можам тоа да се го дозволам, затоа што мислам дека не би била кај што сум со кариерата и бизнисот, ако другите аспекти од мојот живот не беа развиени до нивото на кој што се. Сега од тука ја водам првата софтверска компанија која што е во процес на патентирање на глобално ниво. Прво Европа, Америка, Јапонија, па ќе видиме после другите пазари. Првата зелена технолошко решение во светот на генеративна вештачка интелигенција. Тоа значи дека во свет кај што ностоп имаме милион алатки што користат AI, луѓето уште не се дојдени, луѓето уште се у делот кај што се фасионирани од вештачка интелигенција, меѓутоа уште не се дојдени до моментот на размислување што тоа значи од аспект на енергетска потрошувачка, што тоа значи за нашиот свет, што тоа ќе значи за 50 години понатаму ако продолжиме на овој интензитет да користиме вештачка интелигенција. Меѓутоа вештачка интелигенција е неопходна, мора да ја имаме. Зошто? Па заради тоа што е едно од тие иновации како што кога се десил Industrial Revolution, едно од тие иновации кои што ќе го смени човештвото за секогаш. Нема дали ќе биде или нема биде, ќе биде, тука е, ќе остане и уште повеќе ќе се развие. И сите што ќе научат како да живеат со вештачката интелигенција и како да ја користат во нивни бенефит, ќе можат многу полесно да прогресираат во животот. Ја тоа лично го верувам. Меѓутоа не треба да биде користењето на вештачката интелигенција на терет на негативните ефекти што ги има, тоа е конзумирање на енергијата што ја дата центрите што конзумираат. И во тој свет јас се решив да изградам решение кое што ја намалува потрошувачката на енергијата, 47%, тоа е скоро пола од тоа што другите системи користат. И да може да се даде едно решение на мали и средни компании, да може да бидат утек со вештачката интелигенција и со све тоа што таа го нуди, меѓутоа во исто време од другата страна да може да има позитивен импакт на средината во која што живееме. Така. Ина, треба ли да се плашиме од вештачката интелигенција? Ностоп го добивам ова прашање. Ностоп. Јас лично би рекла вака. Низ еволуција на човештвото секогаш имало моменти на иновации кои што ќе го менјаваат еволуцијата на човештвото. Јас лично мислам дека од ништо не треба се плашиме. Јас сум таков човек кај што у душа моја верувам дека со плашење не може ништо да постигнеме. Треба да бидеме cautious. Треба да бидеме предпазливи. Треба да бидеме свесни. Треба да бидеме отворени да знаеме кои се бенефити, кои се негативни последици, што значи. Значи не треба да идеме со затворени очи напред, меѓутоа никогаш не треба да се плашиме од никаква иновација во нашата еволуција како човештво. Што според тебе ќе замени вештачката интелигенција? Некои работи ќе ги замени, од другата страна па ќе отвори нови работни позиции кои што пред 5 години не постоеле. Мислам дека ќе замени све што е што може autonomous да се прави, значи дали е тоа правење на кафе у кафичите или правење на бургери во рестораните,
или сега се влагаат дури до степен на customer service. Некои работи кои што може да се автоматизираат, мислам дека ќе ги замени од аспект само да може да ги убрза. Човечкото никогаш нема го замени. Ми излегуваат видеа од мајки што викаат: во ред, ајде ова да го замени вештачката интелигенција во стилот на чистење, перење, џогирање, одење по децата, не знам, чистење дамки, првосмукалка. Мислиш тоа ќе го замени еден ден вештачката интелигенција? Види, сега домакинските работи? Више сме во степен кај што го има првиот autonomous робот од Тесла, кој што сега го имаат прототипот, више може да се купи за 20.000, 30.000, мислам, да бе во Америка ќе го купе одма. Кој што треба да замени домашни обврски од аспект на чистење, на тие некој dusting, така натаму. Дали ќе доживееме ние, у наша генерација, у секој ќе има робот кој што ќе чисти, ќе готви, ќе тоа? Не. Не верувам дека тоа ќе биде. А овој робот и готви? Не. Само уште чисти? не стигнал до тоа. Само чисти. Види, уште ние сме во... Значи, вештачката интелигенција постоела многу долго време. Ние сега збориме многу за вештачка интелигенција, затоа што генеративна вештачка интелигенција сега дојде на spotlight со ChatGPT. Вештачката интелигенција си постои више многу долго време. Сега што се дешава е генеративна вештачка интелигенција користи neural marketing, значи како neural messaging, тоа е исто како што ни работи нашиот мозок, така размислува и вештачката интелигенција. Тоа треба да дојде до степен кај што ќе може да ни помогне вид на размислување. Дали ќе имаме дома роботи, ова, она, ние малце тоа ми е премногу science fiction? Не е science fiction, меѓутоа мислам дека не е правилниот пат на кој што треба да се фокусираме. Треба да се фокусира на како може најмногу да ја искористиме вештачката интелигенција да го унапредиме човештвото. Иначе што треба да се плашиме од вештачката интелигенција? Што може да тргне наопаку? Сега да има грешки. Во сите бумови во историјата се случувало и нус појави од самите појави. Ја не би рекла пак плашиме. Треба да бидеме предпазливи. Но што може да тргне наопаку? Да, имаше сега се појави, имаш од OpenAI извадија репорт, најновиот autonomous agent што го прават. Му дале sandbox environment, тоа е затворена средина каде што треба да решава некој вид на равенки и тестови без да користи ништо надвор од интернет или sources кои што надвор од тој sandbox environment. Системов се нашол некој backdoor и го пробил тој sandbox environment, отишол на интернет, си нашол све што му треба за да си го реши прашањето и не само тоа, току ги хакнал неколку сајтови да си го собере одговорот, за да му даде одговорот. Сега, дали тоа е нешто што треба да се плашиме ние? Не, заради тоа што после кажа, самите инструкции не биле бариерите не биле поставени на тој начин кај што логично не би било за системот да иде да најде backdoor. Значи треба да бидеме преплазливи дека ова може да се деси и да размислуваме кои се сите бариери кои што мора да ги ставиме за да може да бидеме некој вид на контрола на како функционира генеративната вештачка интелигенција. Мислам дека ако тоа го направиме правилно, ќе биде окей. Според тебе, оно што го правиш, каде најмногу се користи вештачката интелигенција, во кои држави? Каде е најмногу развиена? Нормално дека Америка, Кина, тие земји најмногу е развиена. Меѓутоа се користи низ цел свет. Сега, некои земји се имаат поголема спремност и знаење, некои земји имаат помала спремност заедно. Меѓутоа сите земји, скоро сите земји, знаат дека е нешто на кое што треба се адаптираат. И тука доаѓаат системи како Дина што се, кај што не треба ти да бидеш човек со позадина на кодинг или разбирање на како овие работи работат, туку само треба да си кликнеш неколку копчиња и ќе ти се деси све што треба да се деси, позадина не треба да размислуваш како работи системот.
твојот бизнис го работиш од овде од Македонија, а го развиваш. Каде ти е најмногу развиено? Мислам, каде имаш најмногу побарување од тоа што го правиш? Дина е на глобално ниво више. Нашите партнери кои што затоа што ние сме fully bootstrapped, значи све што се прави со Дина се прави со наши финансии. Не сме до сега не сме земале ни грантови, ни инвестиции, ни ништо. Така да многу потребуваме нашите партнери кои што се на глобално ниво да ни помогнат да Дина се прошири на тие пазари. Не е дека има едно специфично место, можам да кажам дека спремноста за дигитализација во Западна Европа и во Америка е поголема за нијанса од Македонија. Тоа што значи тоа? Тоа значи дека во Македонија може ќе биде потребно малце да се направат неколку сици на едукација, на свесноста да се развие, што е тоа, како се користи, што значи, да се одговорат прашања ако имаат некој вид на стравови, некои резервации околу тоа. Каде што во Западна Европа и Америка гледа дека е софтверска апликација и одма си ја користат како софтверска апликација. И им помага. И сегде помага. Само што у некои места мора, значи исто е како сега да ми текне некој пример, исто е како на некои места може луѓето одма да почнат да пливаат. Да кажеме, некои луѓе можат одма да почнат да пливаат, некои луѓе им треба полека да отидете заедно, да им покажеш како и после ќе се пуштат. Истото тоа е со секој вид на иновација. Некои луѓе одма можат да се внесат во таа иновација, некои луѓе им треба малце дали некои своји перцепции што имаат или некои своји лоши искуства може имале. Многу пати луѓето имаат и лоши искуства со софтверски апликации и треба да им помогнеш со тоа. Каде ја гледаш Дина за 5 години од сега? Дина за 5 години ќе биде или ќе стане свој large language model, значи свој систем на како OpenAI, меѓутоа само за маркетинг и ќе биде поставена на берза, IPO, или ќе биде купена од Salesforce или HubSpot, од гигантите. Тука ќе биде повеќе, мислам, не верувам дека Дина како Дина после 5 години ќе биде уште само AI апликација како што е сега, затоа што многу брзо се развиваат овие работи и идејата ни е да стигнеме до степен кај што е свој large language model. Каде што ќе можеш да ја пласираш на берза, да, на IPO. Каде што ќе се видат резултатите од напорната работа. Колку време ти одзема работата на твојата апликација на ден? Што треба за да го доведеш продуктот до финалниот? Кога си предприемач, не го гледаш времето, затоа што кога си предприемач правиш све. И од продажба, и од маркетинг, и од градење на софтверот, све одеднаш правиш. И со инвеститори да збориш, така да си завзема по цели денови. По цели денови. По цели денови. Каде го троши на времето, освен што работиш, си во Скопје, како уживаш, како ти е животот овде во Македонија? Јас обожавам да сум со пријатели, со фамилија, да медитирам. Многу сакам да, што се вика, да ги уживам малите уживанци у животот. Ја ги наоѓам убавината ја наоѓам у најмногу фамилијата кога сме заедно. Обожавам овдека малце е смената, ја кога си отидов, се беше отворена врата, не треба се јави за да отидеш на кафе и така натаму. И малце го нема тој живот тука и јас сакам тој живот да го почнам пак, така да обожавам да ги собирам луѓето, дали од градинка, дали е од каштида на Лего од Изабела или е пријатели што ги знам. Така. Сакаш да се дружиш? Да, сакам да го задржиме тоа што го имавме. Патување за Америка наскоро? Можне збориме до Silicon Valley да се отиде, затоа што сега сме во присит, и неколку инвеститори што збориме со нив сакаат да бидеме тамо неколку месеци, така да може тоа да се деси, али ќе видиме. Така. Ова што го правиш заедно со сопругот или сама си во ова? Морам да кажам заедно со сопругот, иако сопругот не е во компанијата, меѓутоа заедно со сопругот од аспект на без неговата поддршка во све, ништо од ова немаше да биде. Така, тимот е заедно. Да.
Патување за Америка можеби наскоро, но вселување наскоро не. Искрено не знам. Не знам, тоа зависи, никогаш не се знае. И на што ќе беше ако станеше во Америка? Многу луѓе ме прашуваат тоа. Кај ќе беше инаку? Многу ми е тешко да го одговорам тоа прашање, затоа што јас стварно сум човек кој што верувам дека си на правилното место во правилното време за да се развиеш у човекот кој што си требал да бидеш развиен, кога имаш нешто од душа која ти доаѓа. И затоа ми е многу тешко да одговорам кај би била, затоа што не го ни размислувам тој дел. Не се ни гледаш таму? Не, значи комплетно сваќам дека тука ми бил патот. Но напушти позиција директорка на маркетинг, така, Да. на софтверска компанија. Каков ти беше тој ден кога замина, кога даде отказ, кога реши дека ќе се селиш в Барселона? Ми беше многу убав заради тоа што знаев дека ќе се надоградам. И знаев дека после магистратура во маркетинг доаѓа нешто поголемо. Јас исто така и кога се вратив тука усетив дека треба да се надоградам, па земав програма со Harvard Business School и завршив Digital Marketing Strategy во Harvard. И онлайн програма. И причината зашто мислам дека наградувањето е многу битно е затоа што секогаш кога ќе се надоградиш, знаеш дека некоја поголема врата ти се отвара. Така. Како беше искуството со Харвард? Преубава. Мене идејата за Дина ми се роди, за Дина што ќе биде за неколку години. А тоа е една системка каде што исто како што го користиме ChatGPT, ја Дина ја замислив дека некој бизнис може да дојде и да каже јас имам подкаст, сакам да дојдам до оваа публика, зборам на овие теми, како да успеам овие цели. И Дина у својата датабаза ќе најде case study, значи истражување кое што било направено со некој бизнис претходно и ќе ти го даде и ќе ти каже еве ти репорт, истражување кое што бизнис како тебе успеал. Така. Таа идеја ми дојде у Харвард дека бев, заради тоа што они го прават case study based method, се работат со претходни направени истражувања. Живи материјали. Ние го студиравме случајот на Adobe. Аха. И сега се замислив што ако систем како ChatGPT, ама специализиран у маркетинг, работи на тој начин и ти дава жив материјал на нешто што пракса се десило стварно. Значи, на вистина Харвард било на... Да, Харвард дефинитивно беше моментот, да клик момент. Кликот. Да. Браво. Какви професори имаше на Харвард? Професорите беа феноменални. Мојот професор беше тој што е главниот на маркетинг во Харвард Бизнес Скул во самата школа и он беше феноменален од аспект на како предава. Исто така имавме и многу состаноци со Chief Marketing Officer на Mastercard, со Chief Marketing Officer на Adobe, зашто нивните случаи ги учевме. И да учиш од овие луѓе директно е нешто, не знам, феноменално. Привилегија, би рекла. Да можеш да се консултираш со нив, да видиш. Јас со нив се консултирав за Дина пред да почне Дина и они кажаа, значи, буквално нивниот збор беше run with this. Okay. Да. Значи, направиот пат си, да речеме, според нив. Да. Кога го заврши тој Harvard School онлайн, ти доаѓаат идеи освен Дина, на кои што сакаш да се посветиш? Или Дина ти беше она? Дина ми беше повикот мој. Тоа е тоа? Да. Среќна ли е Ина овде? Да. Во Македонија? Да. Пак малце под духовно ќе го одговорам прашањето, мислам дека среќата доаѓа од самите себе и дека самите ние си ја креираме реалноста во која што живееме. Не сум човек кој што мислам дека ти си жртва на средината, мислам дека сам си ја креираш средината во која што живееш. Среќата доаѓа од душата. Душата ако ти е срекна, све околу тебе ќе биде срекна. Ти кога ќе го најдеш мирот и среќата во душата и ќе се научиш да гледаш и да бидеш благодарен за тоа што го имаш, а не за тоа што го немаш, по автоматизам ќе си бидеш среќен. Ина, што би имплементирала од Америка во Македонија? Што е она што е убаво и корисно од Америка, а што недостига овде, според твоето живење, овие неколку години во Македонија? Мислам дека
како се вика заедницата, coherent, заедница. Да, заедница. Повеќе би сакала да видам и ја тоа малку се трудам колку што можам во моите рамки да го направам. Поддршката заедницата од аспект на жени предприемачи. Тука има поддршка, има заедници, меѓутоа може да биде на многу поголемо ниво. И заедно еве и со Ана, и со Моника од Women in Tech, и има на женска од Америка што дојде на тука со нас, Джеси и Тоша се викаат, и они се феноменални. И со нив заедно се трудиме да направиме тоа што сме го научиле од страна, да го вметнеме тука. Тоа е тоа ниво на поддршка. Тоа ти фали. Да. Што е со, не знам, институциите, ако си соочила со проблеми, што е со патишта, што е со основни потреби животни? Што би сменила таму? Основните потреби во животот реално се да имаш кров врз глава, да можеш да јадеш, да бидеш облечен. Тоа се основните потреби во животот. Сите го имаме тоа тука. Имаше на друго исто во прашање ми беше прашано и publicly кажав дека сегде има проблеми. И луѓето многу се налутија на тоа кога кажав дека сегде има проблеми. Нигде не е перфектно. Нема перфектна земја за живење, нема. Меѓутоа спрема коментарите што ги читав, луѓето беа многу налутени што сум кажала дека сегде има проблеми. Пак ќе кажам, сегде има проблеми, сегде има дупки на патот, сегде има редици чекаш за да земеш документ. Негде е полошо, негде е подобро. Тоа е само дел од животот. Не можеш ти да дозволиш нешто такво да има ефект на тебе. Мислам, ти си дозволуваш, реално. Или ќе дозволиш да ти изнервира ненормално, или ќе си кажеш, оке, тоа е дел од секојдневниот живот, тоа е тоа. Перфекција нема. Нема. Ја не знам зашто луѓето мислат дека има перфекција негде надвор од Македонија. Сегде има ups and downs. Има многу луѓе кои што сакаат да заминат од Македонија, но има многу луѓе кои што сакаат да се вратат назад во Македонија, каде и да се ни светот, да речеме еве Америка, Европа. Кој совет за сите оние кои што се на ваков ум или на онаков ум? Од лично искуство, после 3 генерации одење и враќање Америка и во Македонија. Од лично искуство следи го срцето, искрено, најискрено кажано, следи го срцето да знаеш кај треба да бидеш. На некој патот ќе им биде тука, на некој ќе им биде да останат таму. Мој совет е не форсирај да направиш нешто што не се чувствува автентично на тебе. Мене стварно автентично ја го чувствувам дека треба тука да сум. У срце го чувствувам тоа. И затоа имам мир во тоа. Ти ако направиш нешто од притисок, нема да се го најдеш мирот. Така да не можам да кажам седи таму, дојди тука. Не е мој совет тој да го дадам. Мој совет е само да дадам биди таму кај што се осеќаш среќата и мирот кај што си го осеќаш. Така. Ина е мирно овде, среќна. Да. И јас сум среќна што беше моја гостинка. Ти благодарам за сите одговорени прашања на теми поврзани буквално со миграција, селење со брод, па со авион и потоа преселба и живот на Ина овде. Еве и твоите родители се вратени овде. Ти си овде со сопругот и керкичката и да ми останете во здравје, да бидете добри. Па ако доаѓате Америка, слободно ќе ни дојдеш и во студио, па таму ќе направиме друг разговор и муабет. Ти благодарам уште еднаш и со среќа со сето она што го правиш. Фала многу.